Поштовани гледачи, следите Отворено студио, штото го замина професорот Блерим река како можен председателски кандидат, чија номинација се очекува да биде потврдена во ДИК, а пристигна нов универзитетски професор Рената Ташевска-Ременски, пратеник и она што е многу важно, висок функционер на СДСМ од каде и ке тргнам. Што беше на Пендаровски со вчерашната изјава дека е следен од разузнавачки или би рекол парапартиски или паравоени, полициски служби. Дали е тоа негово чувство или е тоа ваша партиска детекција? Јас ја слушнав изјавата во емисијата што ја имаше синоќа вашиот колега Борјан Јовановски со нашиот председателски кандидат Стево Пендаровски. Неговата констатација или сомнеш дека е следен од одредени лица кои што тој ги квалификуваше на одреден начин. И можеби тоа е добро да се отвори како дилема или тоа е, предпоставувам, оној заклучок кој што го делат повеќето функционери кои што биле третирани од страна на параполициски структури. Се сомневаме, јас се уште се сомневам дека таквите структури постојат во од институциите и дека работат надвор од нивните службени овластувања под одредена, предпоставувам, партиска команда, во која што, предпоставувам, учествуваат и структури од безбедносните служби со одредена задача да информираат за одредени движења на одредени политичари кои што се и безбедносно и политички интересни. Но тоа од друг аспект отвара и една друга дилема, која што сакам критички и многу често знам да ја потенцирам и во нашите партиски кругови, дека ние малку лежерно влеговме во сферата на превенирање на ваквите злоупотреби, имајќи во предвид дека и дел од ветувањата што ги имавме во предизборието по однос на расветлување на одредени злоупотреби и во полицијата и во рамките на управата, па и пошироко, не успеавме докрај да ги истражиме легалноста на постапувањата на одредени структури внатре и одредени лица. Секако тоа го оставивме на истражните органи, што е исто така легитимно и легалистички. Меѓутоа, ако се има во предвид дека и полицијата и сите останати служби имаат и внатрешен механизам за контрола, не сум сигурна дека до крај успешно ги ставивме во функција на анулирање на овие дејствија кои што во минатото се покажаа дека биле и текако експлоатирани. Дали се тоа рецидиви на 10-годишното владење или е тоа веќе вообичаена, стандардна македонска приказна во која подземјето, разни квази разузнавачи ги имаат своји јасни коти во делови од тајните или јавните полициски и МВР структури? Знаете, господине Чомовски, легитимно и легално е секоја политичка партија да има анализи. Меѓутоа, се додека тие анализи не ја надминуваат границата на неовластено постапување, во смисла на неовластено снимање, фотографирање, неовластено следење, сето тоа е легално додека не ги премине тие граници. Ако тоа се претвори во постапување што за кое што е овластено исклучиво Министерството за внатрешни работи или други институции, тогаш веќе влегуваме во еден друг тип на преземање на активности неовластени кои што треба да бидат санкционирани од страна на државата. Рековте рецидиви. Ние рецидивите уште ги влечеме од минатото затоа што многу од тие структури кои што биле дел и биле злоупотребувани или употребувани од страна на безбедносните служби за вршење на одредени политички и партиски работи, ако не се санкционираат и ако не се откриваат навремено,
тие продолжуваат со своите действија да служат не на државата, на граѓаните и на законот, туку на оние кои што секако имаат некој друг вид на релации со нив. Ние и во сведочењата пред судовите од сведоците и за 27 април 2017, меѓутоа и во сведочењата на свиркачите Лазаревски и Костовски, слушнавме сериозни искази кои што за жал не се уште соодветно третирани на истражните органи, апропо фингирањето на белешките за радимонтирани политичко-полициски процеси. Понатаму видовме исказ во кој што се тврди дека подземје, Скопско подземје и пошироко е ставено во функција на извршување на некакви агентурни методи на Управата за безбедност и контраразузнавање, и тоа со примена на оружје, значки, мотороли и сето тоа што укажува дека таа служба во позадина имала една структура, сериозно криминална структура, која што работела надвор од сите легални и законски методи на работа на управата. И знаете, сега најлесно е да кажеме дека вината за таквото организирање лежи во оние што избегаа, кои што се терета за навластеното прислушкување, или да им ја фрлиме вината само на истите. Но ако се земе во предвид дека за да функционира еден тој цел систем на логистика, од возила, оружје, значки, мотороли, пари и сето тоа што е било производ на таа нивна активност, стојат многу пошироки кругови во рамките на институциите, тогаш треба навистина да се запрашаме дали сме си ја завршиле домашната задача и дали докрај сме ги направиле сите постапки за да ја утврдиме одговорноста на сите помагатели или прикривачи на овие незаконски дејства кои што очигледно веќе добиваат и еден друг призвук кој ги слушаме ни сведочењата на овие лица кои што се или засегнати во други кривични дела или пак се свиркачи кои што откриваат една масовна злоупотреба на човековите права. Кој ќе ги штити претседателските кандидати од овој тип на пресии врз нив? Од една страна Пендаровски, предполагам дека сега Силјановска или незини Штипке вели дека и они се под присмотра, удезаоте може би преслушување. Тоа е важен фактор во разобличувањето и демистификација за да имаме регуларни избори. Регуларна кампања. Секако постојат правила и процедури во рамките на обезбедување на кандидатите за председатели во трката за председателски избори, односно за председател на државата. Во денот кога се официализира кандидатурата на сите кандидати, Министерството за внатрешни работи по одредени постапки и процедури обезбедува соодветна заштита и соодветна придружба која што е неопходна за грижата за безбедноста на кандидатите. Тука повторно се навраќам на она што го констатиравте, дали се појавува сомнеж, дали може да се појавува сомнеж, може би сите сомнежи кои што се изразуваат сега би ги немало кога би имало навистина институционална и државна заштита на кандидатите. И секако тоа е и основната задача на тие кои што ќе ги придружуваат кандидатите да им обезбедат контраразузнавачка заштита и секако она што значи нивна физичка безбедност. Важен фактор на диоптријата на двата наши партнери, НАТО и Европска унија, се реформите во полицијата и особено реформите во разузнавачките и контраразузнавачките структури. Инициирано е излегување на УБК, ДБК, како сака, тајната полиција надвор од надлежностите на МВР. Сега тука има две солуции. Тоа ќе бидат целосно самостојна институција и како ќе функционира
во размената на информациите и за чие име и за чија сметка ќе сервисираат информации? Господине Чомовски, кога го отварате прашањето на реформата на безбедносно-разузнавачката заедница, мораме да констатираме дека оваа влада влезе во сериозен чекор во рамките на таа реформа, имајќи во предвид дека сите години наназад токму функционирањето на Управата за безбедност и контраразузнавање беше надвор од законските рамки кои што уредуваа работа на полиција. Во овој случај во Законот за внатрешни работи имаше само неколку члена кои што се однесуваа на управата и останатото беше уредена законска норма за припадниците на криминалистичката полиција, инспекторатите и она што беше во Законот за полиција, исклучиво за Законот за полиција. И во таа сива зона во која што се движеше делувањето на управата, се отвара и се докажуваа бројни сомнежи дека неретко управата кумувала на многу ситуации кои што се покажале во јавноста како политички мотивирани, со елементи на сериозни злоупотреби на човековите права, ако го земеме во предвид последното и не последно секако аферата за прислушкувањето во Република Македонија. Кога зборуваме за реформата, секако тоа е НАТО и европски критериум, повеќе критериум за реформа за добивање на датумот за преговори со Европската Унија, меѓутоа провејува секако НАТО компонентата, имајќи во предвид дека таа реформа треба да обезбеди гаранција за интегритетот и на институцијата и на вработените од аспект на безбедносни ризици кои што ќе оневозможат злоупотреба и на овластувањата и на позицијата и секако на информациите до кои што ќе се доаѓа, бидејќи влегуваме во систем на една сериозна размена на информации кои што не се исклучиво од локален или национален карактер, туку размена на информации со работка со сериозни институции кои што имаат многу поголема историја на успешно работење без вакви злоупотреби како што сме ги имале ние. Кога зборуваме за нашата реформа, сметам дека влеговме со една динамика која што се сомневам дека до крај ќе го даде очекуваниот резултат, имајќи во предвид дека ваквите сериозни реформи со многуте отворени прашања бараат и предуслови за спроведување на истите, без да се остави сомнеж дека можеме во иднина да очекуваме некакви префрлања за некакви политички реваншизми, како што ги слушаме од страна на опозицијата и секако она што значи гаранција дека вакви монструми, како што се ги имало во минатото, нема да ги создадеме повторно. Се сомневате заради динамиката или заради концептот на реформирањето? Концептот е во ред, имајќи во предвид дека се формира нова Агенција за национална безбедност, која што излегува од рамките на Министерството за внатрешни работи, ќе стане нова владина агенција и ќе има надлежност да превенира извршување на кривични дела во делот на националната безбедност, делата против државата, сериозните форми на организиран криминал, екстремистичко организирање и насилно организирање, економската шпионажа ќе ја превенира и секако сите прашања кои што тангираат чувствителни методи на собирање на информации. Пред да ја разглобиме Националната агенција нова и ова поврзано сега директно со премиерот што е новина, само малце бекграунд. Во изминативе 10 лета имаше две важни иницијативи кои удира на можна концентрација и на Агенцијата на разузнавање и на контраразузнавање во едно тело и под една капа. Во еден момент дури шефот на државата се обиде да ја вулгаризира Агенцијата за разузнавање до таа степен што се внесува елементи на агентура во домашните играри и политички и така натаму. Како тоа ќе се спречи? При тоа
ја памтам многу, да не забораваме дека аз се работи за политичка и тајна полицијата по дефолт е вклучена во внатрешните политички игри уште од времето на Тито. Знаете, имаше точно во минатото размисла, се отвори, ако се сеќавам добро и јас, периодот 2013-14, застана 15 година, она иницијатива за размислување, за спојување на двете, контраразузнавачката и разузнавачката агенција во една. Меѓутоа, од бројните анализи до кои што се дојде и секако странските искуства што го имаат таквиот концепт, се дојде до заклучок дека може би соодветното законско регулирање на работата на двете агенции е подобра варијанта отколку спојување на двете во едно, прво и заради обемот на кадрите кои што се во двете агенции, а второ и заради разлика во природата на работата, и трето заради уставната надлежност секако на председателот да биде вклучен во сферата на безбедноста. Во овој случај, колку што знаеме сите, директорот на Агенцијата за разузнавање го именува председателот и секако тој е дел од Советот за безбедност и секако комуницира со сите останати служби во рамки на безбедносно-разузнавачката заедница. Тој концепт се напушти. Сега има идеја и се работи на работен текст на нов закон за Агенција за разузнавање, кој што ќе добие, повторно ќе кажам, димензија на препознатливост со сродните служби во рамките на земјите од Европа и секако ќе задржи еден дел на агентура која што ќе биде доминантна во сферата на меѓународната соработка и учество во заеднички операции со други партнерски земји и служби, имајќи во предвид дека Република Македонија и нема таков интерес и капацитет да спроведува посебни разузнавачки операции надвор од Република Македонија. Наспроти тоа, нас ни е потребна силна контраразузнавачка служба, имајќи во предвид дека секоја втора квалификација и на регионални политичари и на експерти од секаков калибар ни го даваат епитетот дека сме биле Казабланка на Балканот по однос на странски разузнавачки служби. Работи во времето на белградските настани на смена на Милошевиќ, починатиот Борис Трајковски врти на доста Димовска и вика што се случува во Белград. Вика, па чекај, нашиве агентури уште немаат извештаја, Борис Мртов уклучи ги, вика, телевизиите, ќе добиеш права слика што се случува во Белград. Мислам, тоа е анекдотски, но е на граница на реалност. Сигурно нема да направите паралелата со разузнавачот кој беше присутен на 27 во собрание, меѓутоа навистина пресериозна е темата која што добива дури и вулгаризирана на форма на дебата, ако се има во предвид дека навистина одржувањето на стабилноста на национално ниво по однос на националната безбедност, на временото превенирање на сите форми на тероризам и ризици кои што се на светско ниво на топ левел, би можеле и би требало да бидат сериозен предизвик на сите кои што се вклучени во оваа реформа и секако настрана сите овие да кажеме епитети кои што се додаваат на овој процес во кој што сме влегле. Мене ми е интригантно како тоа до сега ниједна парламентарна комисија, вклучувајќи неформална ад-хок или ова формална, не покрена иницијатива да праша како функционираше Агенцијата за разузнавање во овие почистички денови 27. Кој тоа и на каков начин ја инструментализира? Какви информации лиферуваше кон домашните политички фактори кои треба да следат безбедносни трикови или безбедносни важни информации? Знаете, господине тоа Чудовски, во Америка и во Сенатот е нормална процедура. Да, тоа е недозволиво да се пропушти, да не се направи. Ви ја разбирам поентата. Меѓутоа, вратете се наназад и ќе заклучите од она лепеза на случаи кои што сме ги имале, дека
Секогаш кога во медиумите ќе излезе одредено интригантно прашање кое што треба да биде прашање за истражувачко новинарство, за парламентарен надзор, за некоја посериозна политичка дебата, па дури и за истраги во рамките на истражните органи, некако се чувствува дека лебди страв во фелите. Знаете, секој со нешто калкулира. Ако влезам да не ми се случи ова, ако го отворам ова прашање, да не ми се случи мал милион нешта што се случува. Не гледате во нашиот двор новинарски. Не, Јас гледам не во вашиот политички двор. Секако, јас воопшто не го исклучувам овој дел. Знаете, принципот на работа принципот не замери се е нешто што ги обременува сите кои што стапуваат на одредена политичка функција и обично тргнуваат од почеток, а забораваат дека имаат незавршени задачи. И тоа е нешто што не смее да се толерира и не смее да се случи. Во делот на парламентарниот надзор, верувајте дека и денес за одредени прашања кои што се од интерес и за јавноста, и за парламентарците, и за демократијата, и за медиумите, постои одредена резерва и спремност да се влезе во еден таков надзор. Јас конкретно денеска разговарав со председателот на комисијата за надзор над Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање околу тоа кога ја планира следниот парламентарен надзор, имајќи во предвид дека и ние како парламентарци поминавме низ мал милион обуки од меѓународни организации кои што не учеа кои се прашања треба да бидат од интерес за парламентарниот надзор. Ги слушаме оние искуства кои што ги имале нашите колеги. Ќе влезат во управата, ќе се напијат кафе, ќе им одржат една убава презентација, ќе им одговорат на неколку прашања, меѓутоа ретко кога парламентарците влегувале со конкретни случаи, со конкретни барања за конкретни прашања, така што јас мислам дека во скоро време може да очекуваме една... Тука имаме едно многу директно прашање. Добро. Новата национална агенција на индиректен начин ќе биде повеќе врзана со премиерот, вклучувајќи се разбира во својата оперативно-тактичка варијанта и со МВР. Кој сега ќе врши надзор врз можноста од ново тело кое би можело вешто да манипулира политичките процеси дома? Затоа што по дефолт контраразузнавачите се врвни махери да ги измешаат капачињата и на одреден начин во ова наша интригантна чаршиска атмосфера тоа што е тајна да биде јавно преметкана низ кафеански муабет. Кој ќе контролира? Дали тие агенти не манипулираат со јавноста, со извршната власт, со вас парламентарците? Тука има два аспекти, јас ќе почнам од првиот, а тоа е она што е предвидено во законот. Секако законот е предлог закон, влезене во собраниска процедура, помина прво читање во однос на оценка за потребата за донесување. Меѓутоа има одредби во законот кои што мислам и верувам дека ќе претрпат подобрувања, односно ќе претрпат промена со ноти на подобрувања, меѓу кои што е од еден аспект внатрешната контрола во самата агенција и секако зацврстување на надворешниот механизам за контрола. Обично и во теоријата и во праксата се прави разлика помеѓу формалниот внатрешен аспект на контрола и надворешниот. Во Законот за следење на комуникации, во Законот за основање на оперативно-техничката агенција, парламентот за прв пат доби сериозни механизми, процедури и начини на вршење на контрола на оперативно-техничката агенција и на сите овластени органи кои што следат комуникации. Комисиите собраниски со овој закон исто така добиваат сериозна алатка за контрола со веќе конкретни прашања, односно области во кои што можат да вршат многу по-конкретни инспекцијски надзори. Секако јавно-обвинителската контрола е секогаш присутна, имајќи во предвид дека сега со овој закон се предлага
тактичката опрема, она што е жолтите комбиња, условно кажано, да бидат исклучиво под ингеренција на јавното обвинителство, имајќи во предвид дека употребата треба да биде сериозно под обвинителска контрола. Знаете, и доаѓам до второто прашање околу тоа дали контраразузнавачите знаат обично да ги помешат лончињата. Не доаѓате, бидете сигурни дека знаат. Тоа е вториот комплекс на прашања кој што е можеби многу посериозно од овие претходно што ги зборев, имајќи во предвид дека кадровската поставеност или ветингот кој што се најавува во медиумите треба да го даде резултатот на известност. Дали можеме да очекуваме мешање на лончиња како досега или ќе очекуваме работа по закон онака како што очекуваат и нашите партнери од Европската Унија и од НАТО и секако онака како што личи на самата ако служба. се прави ветинг за кој Оливер Спасовски зборува, се надам дека нема да го примениме етничкиот клуч или принципот на непотизам во хиерархијата. Веројатно ќе доминираат, предполагам и од странските експерти, ќе доминираат безбедностите важни аспекти на изборот на кадри. Има една димензија која мене ми личи прилично овака уште недефинирана. Ќе има, да речем условно, јавни и тајни агенти, нели? Велат дека не сите припадници на Националната агенција ќе бидат тајни. Што значи тоа? Дека ќе бидат јавни, дека ќе можат да седнат во кафана со нас и каже јас сум агент на разузнавањето, ај се... Па може би е тоа несретно објаснување на самата природа на работата и на вработените таму и секако на поделбата на нивните надлежности и ингеренции. Секако дека има дел кој што се ги опфаќа законот за вработени во јавен сектор, тоа е техничко-стручниот персонал, но најголем дел се овластени службени лица кои што ќе мора да го носат епитетот на тајноста, имајќи во предвид и дека методите за работа на самата Агенција за национална безбедност се тајни. Така што го спомнавте претходно неколку пати поимот тајна полиција. Ние после 91-а не сме имале тајна полиција, сме имале тајна служба. Така што и сега останува епитетот тајна служба и лага ако некој мисли дека тајноста ќе се тргне од како епитет на оваа служба, затоа што методите на работа, како што кажав, се тајни, не може да бидат јавни, како што тоа го прави полицијата. Дали со формирањето и извлекувањето на Националната агенција, предполагам дека ви е познато, дека се зборува за 3 паралелни струи. Едната контролирана од Верушевски, другата од старите прилично се уште мокри структури на Мијалков и третата бенигна на министерот Спасовски, дека тој ривалитет на моменти оди на штета на безбедносните аспекти. Се разбира, ова структура не ги исклучувам и актуелниот шеф на УБК со Силјан Мицевски, кој водат некоја друга релација со помокни служби. Силјан Аврамовски, не Мицевски, се извинувам. Значи, јас од парламентарна говорница спомнав дека лојалноста кон државата и посветеноста кон законитоста во работењето е она што треба да ги води вработените во сегашнава, секако не ги иземам тука и вработените во Министерството за внатрешни, но и во ова Агенција за национална безбедност, имајќи во предвид дека само така може да се обезбеди посветеност на задачите за државата. Но се плашам, значи сериозен ми е сомнежот, дека имајќи во предвид инсталацијата на структурите во рамките на оваа тајна служба, начинот на тоа како се регрутирале кадрите, начинот на тоа како добивале одредени бенефиции од страна на службата, начинот на тоа како успешно менаџирале со информациите кои што ги добивале, начинот на тоа како успешно менаџирале со информациите од незаконското следење на комуникациите, што произлегува од сведочењето и на Костовски и на Лазаревски, дека создава
сомнеш околу лојалноста и посветеноста на државата. Јас не би ги двоела во струи, имајќи во предвид дека таму доминира клиентелистичката струја на поранешниот директор на управата Мјалков, затоа што ако ги гледате написите кои што излегува во медиумите по однос на тоа кој во кој период вработил и кој на кого е шеф, во смисла таткото на керката, мажот на жената, таткото на синот и така натаму, ќе видите дека тој момент на задоволување на одредена екзистенцијална потреба на родител да вработи дете како услуга од директорот, секогаш и во минатото и денеска останала како некоја повеќе гарантирана лојалност отколку она што значи посветеност на... за клиентелизам, јас мислам дека ќе допрете ова што е многу важно, а тоа е дека, како велат, нема таен агент или припадник кој е сиромашен, а никогаш не биле сиромашни. На тој план, едно чистење на имотите од една работна група внатре ќе добие не индици, јасна представа. Господине Чомовски, кога ги спомнавте критериумите, сакав и тука, бидејќи го отворив кадровиот дел во делот на законот во преодни и завршни одредби, сметам дека тука ќе треба едно сериозно дополнување и допрецизирање на самите критериуми на селекција на кадрите кои што од сегашнава управа ќе преминат во агенцијата и критериумите по кои што ќе се селектира, прво почнувајќи од критериумите за избор на комисијата која што ќе ги селектира, па потоа и тоа кој ќе ги селектира своите колеги кои што треба да поминат во другата, во ново формираната агенција, имајќи во предвид дека критериуми силни за ветинг таму нема. И може би... Ако нема критериуми, тоа е повторно на вкус и на перцепција на... Сега, знаете, можам слободно да кажам дека законот е подготвуван од работна група во која што главниот збор ја има оние кои што треба да се реформираат. Така што сега влегувањето во собраниска процедура нас како пратеници и од позицијата и од опозицијата не исправаат пред нашата сериозна задача да направиме еден квалитетен закон и да ги дополниме сите празнини кои што нема да остават сомнеш во јавноста дека реформата се прави заради некаков политички реваншизам. Јас и од парламентарната говорница се оградив од мојата партиска припадност кога зборувам за ова прашање, имајќи во предвид дека сериозна и долгогодишна интенција ми е посветеноста во анализирање на работење на овие безбедносни служби и нема да можам и како политичар и како стручњак да си дозволам во ваквиот постапка на реформа да останам недокажана за прашања кои што ме засегале и кога сум била опозиција, меѓутоа не помалку ме засегаат и сега кога сме владеачко мнозинство. Вашите, нашите гласачи тоа од вас првостепено го очекуваат. Настана образовната и наставничката вокација. И уште една, ако ми дозволите, уште една минута во тој дел, ја имаме сериозната поддршка од Министерството за внатрешни работи, односно од министерот за внатрешни работи, од владата и од целокупниот владин тим по однос на нашата спремност да дебатираме за законските решенија, да бидеме критички да делуваме во тој дел и да ги подобруваме со квалитетни амандмани сите празнини кои што ќе обезбедат сериозно законско решение кој што нема да биде лесно променливо бидејќи ќе се донесе со 2/3 од мнозинството во собрание. Сега Ременски престои бокс меч. Во граѓанскиот форум нашите гледачи воопшто не се нежни. Се надевам дека како што сте пратеник и професор, така отворено ќе им одговарате. Секако. Само да земеме здив со еден кус рекламен блок ако е планиран, ако не, прашањето е почитувани гледачи ви стои на располагање и што е најважно многу повеќе ова пракса што веќе ја востанавува еден телевизија, тоа со говорниците да бидат пред се и во функција на јавното мислење и на интересите на нашите гледачи. Значи,
кој како ќе контролира тајните служби, особено после овие страшни турбулентни времиња и трауми што ги доживеавме со прислушуваните разговори и на оден начин не најстрикните решенија за СЈО, особено затоа што останува најголемата енигма и дамка за така масовното прислушување и злоупотребите, предмет кој веројатно во безбедносен и правен аспект ќе се изучува малку подолго на овие европски простори. Режија, има реклами? Ако нема реклами, првиот гледаш да му кажем добро вечер. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинек со 8 до 10 март. Димени колбаси со сува пиперка и прас, 1 килограм, 159 денари, плюс 30 поени. Павлака јока 180 грама, 19 денари, плюс 20 поени. Кадаив сандеј 500 грама, 119 денари, плюс 100 поени. Косметички сет Дуру, 177 денари, плюс 200 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Lind Excellence. Вкусите ги најбогатите ароми и најфиното какао. Excellence. Толку тенка, толку интензивна. Excellence. Пробајте го врвното задоволство со Excellence интензивен портокал. Од Lind. Уживајте секогаш и секаде со Линдор. Вашиот магичен момент. Неверојатно нежно чоколадо што се топи. Креирано за вас од мајсторите на Линд чоколадите. Вашиот единствен Линдор момент. Од Линд. Блокмакс Рапид. Ефикасен при главоболка, забоболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Ти најдов. Што тоа? Побрзо до целта со Блокмакс Рапид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Поштовани гледачи, прашањето го имате. Ваш и мој соговорник е Рената Ташевска-Ременски. Фросина, извинете. Тоа е Рената... Добро, ама ако не направам па и ваков лапсус не е за мене. Фросина Ташевска-Ременски и прашањето кое е прилично провокативно, а мислам дека веќе сите се занимаваме со тоа. Пратеникот и професор ви стои на располагање. Добро вечер. Добро вечер, господин Чомовски. Добро вечер. Да ја поздравам ценетата Ременски, професорка и пратеничка. Фросина. Фросина Ременски, да. Се извинувам. И поставил 3 кратки прашања, многу битни за овој народ и за доброто на овој народ и се надевам дека ќе ме сослушате. Првото прашање ми е околу изјавата на Пендаровски, кај народот се создава немир
кога еден од битните фактори во власта, во партијата на власт од 10 најбитни луѓе, да даде таква изјава, а МВР да не превземе ништо и да се откријат тие што го следеле, создава несигурност кај народот. Второто прашање ми е кога ќе се соберете како пратеници 80 да го изгласате законот за потекло на имот и конфискација. Од тука ќе излезе целиот криминал и сите тие луѓе кои што со плата стана богаташи. И третото прашање многу важно ми е за дали се слушаме? Да. Третото прашање ми е поврзано со дали се слушаме, се прекинува линијата. Добро, ајде земете здив, ако не можете и уште едно да се јавите за тоа прашање. Иако морам да ви кажам дека веќе ве препознавам по инсистирањето на конфискација на имотот и мислам дека на тој план сте барем доследни. Ви благодарам што се јавивте. Уште еден, па потоа серијал на одговори. Добро вечер. Добро вечер. Додека не се јават. Немири Пендаровски. Да, ова е прашањето кое што го отворивме на почетокот на разговорот. Јас кажав дека откако Пендаровски ги изнесе овие сомневања за неовластено следење и изрази сомнеш дека постојат се уште такви структури кои што обавуваат недозволиви работи, денеска Министерството за внатрешни работи најави дека ќе ги истражи до крај и секако ќе ги превенира доколку постојат такви. Секако во интерес на јавноста, бидејќи гледачот почитуван спомна дека се создава одреден немир, сметам дека точната навремена информација од страна на Министерството за внатрешни работи по однос на ова искажано сомневање ќе биде и своевидна негација за стравот кај граѓаните и секако повик до сите кои што имаат вакви сомневања да ги пријават соодветно и да очекуваат соодветно постапување на институциите. Блиц закон за конфискација не имат. Или како што обично ние велиме заев саатот. Постојат законски одредби кои што ја регулираат конфискацијата, меѓутоа тоа е веќе во судската постапка каде што се утврдува мерката преку која што се замрзнува, запленува и конфискува имотот стекнат преку кривични дела, но предпоставувам гледачот мисли на законски решенија како што ги имаше Република Албанија по однос на проверката на имотот и на уставните суди и на полициските службеници. Нас такво нешто ни треба, бидејќи јасно утврдените критериуми по кои што ќе се прави самиот ветинг мора да постои пред да се примени. Република Албанија тоа го направи и кога влезе во процесот на ветинг, поприлично го расчисти дворот во јавните институции и јавните служби, така што и најавата за ветинг во рамките на институциите во Република Северна Македонија би било секако предизвик за пратениците, но и за институциите, за да може да се влезе во оваа фаза на проверка. Добро вечер, за следниот гледач, мислам дека е повелете. Вака, како може сите сите институти да се унапредат во други како да речам, во други да не бидат тие што се биле како што се викале, затоа што сега се друго викаат тие институции било каде, па дури и во Ману требало да се преобличуваат Ману, не да биде Ману, него да биде друга. Добро, сега ми е јасно, иако кога се јавувате, барате договорите се со сопругот,
што сака да прашате, но нема да бегам, јас ќе го формулирам прашањето, а тоа е, предполагам дека има интерес тако, преименувањето на институциите од национален карактер согласно на договорот од Преспа. Има тука замано, има тука две солуции. Секако во Преспанскиот договор има одредба и обврска државата да ги преименува, односно да најде соодветен назив на државните институции кои што се финансираат со буџетски средства. Тоа секако не важи за приватниот сектор. Јас имам една девиза дека имињата и називите не ги прават институциите. Ги прават луѓето што работат во нив и секако делата што ги создаваат. Така што оваа обврска од Преспанскиот договор постепено се реализира. Не сум сигурна дали е постепено, имајќи во предвид дека вчера имавме една поширока листа. Тако галопирачка листа не е тоа баш постепено. Да, меѓутоа, ако ја гледате праксата, односно сродните називи на институциите во земјите од обкружувањето, ќе видите дека се во некоја корелација по однос на овој епитет национална институција или слично, меѓутоа сите државни институции според мене нема пречка да бидат институции на Република Северна Македонија. Да повторам, тема е кој и како ги контролира тајните служби. Гостин Фросина Ташевска-Ременски. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Третото прашање ми беше... Нема трето прашање, не ве вклучам втор пат, извинете. Ајде, да ви дозволам, бидете трпеливи, има и други луѓе кои треба да прашат. Повелете, брзо. Ало, дали се слушаме? Ало, дали се слушаме? Вака сега, околу анкетните листови, тоа е сега актуелно. Слушнавме дека деканите, извршителите и нотарите не сакале да пополнат листови анкетни. Дали оваа власт ќе го смени законот да има кривична одговорност кој не сака и конечно кој ги проверува тие анкетни листови и дали ќе одговарат кривично тие што ќе напишат погрешно во тие анкетни листови? Добро, јас имам разбирање за вашиот интерес. Граѓанскиот форум е практично арена за сите ваши погледи, но упорно инсистирам на специализирани дебати. Немојте да се доведуваме во ситуација да ја отапиме мотивацијата за одговор на главното прашање. Кој и како ги контролира тајните служби? Ова прашање ќе го забележам и во некоја друга прилика некој друг соговорник ќе одговори. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Во врска со тоа кој и како ги контролира тајните служби, сметам дека секоја вледачка партија си го држи тоа под свој ресор и си го држи тоа како неспорно право. И сега тргам малку наназад, враќајќи се, во историјата на бомбите, специјалното јавно видно што ги протежираше, каде што 99,9% беа македонски политичари прислушкувани. Стои едно прашање како е возможно да во тие бомби, во тие 10 години снимања, не постои ни една афера во албанскиот блок. Кога е просто нелогично, ова гарнитура што е на власт, Дуи, за зборам, Ахмети, Джамбери и така натака, да не бидат снимени, бидејќи во интерес на државата било да бидат снимани. Бидејќи тие дојдоа преку војна активност и се етаблираа во македонскиот парламент, па логички беше да бидат снимани. А зашто мислите дека е логично? Затоа што по дефолт мислиме дека се тие непријатели на државата? Не, тогаш кога дошле во државата кога се етаблирале, биле непријатели наши. Преку рамковниот договор ние направивме некоја амнестија, некој помирување и они влегоа во институциите на системот. Добро. И сега зборам за некои си македонски политичари тогаш, кога ги снимале своите блиски,
Немало логика да не ги снимаат и нив. И ќе се појавил некој криминал од нивната страна. Невозможно е да тој што бил во власт од нивната страна не правил криминал. Тоа е толку верно колку што е верно со воз да патувате на Марс. Добро. Тоа е едниот дел. Вториот дел. Сите политичари што ги повикате вака во студио, на секоја жешка тема одговараат со зборовите ке. Ама тоа ке нема крај. И ако вратиме назад бегството на Груевски, ставно го потенцирам, ке истражиме и на тоа остана. И никому ништо, никој не сноси одговорност, не постои одговорност. Добро, ова ќе ви го простам како констатација и ќе дам шанса на Ременски да ви одговори, а за ова првото исто така имате збор, иако ја мислам дека се прислушкувани и албанските политичари. Знаете, многу е лошо кога и познавачи и непознавачи на одредена проблематика ќе одобрат незаконско следење на комуникации. Значи, овдека нема требало да бидат. Значи, можеле да бидат доколку имало соодветна судска наредба да бидат, да им биде следена комуникацијата. Сите загрижени граѓани кои што имале сомнеж дека биле во тој период незаконски прислушкувани, се обратиле до специјалното јавно обвинителство. Јас лично сум се обратила и сум добила одговор дали сум била предмет на незаконско следење на комуникациите. Меѓутоа, Сте биле? Да, 3,5 години. Не само јас, туку и моето потесно семејство, па дури и свекрва ми која што се јавува еднаш неделно во Берово во разговор со своите роднини околу секојдневни работи. Но тоа зборува за една толеранција кај граѓаните за незаконско следење. Знаете, нормално е тие да бидат следени. Ако таа власт, која што прислушкувала, имала таква логика, задачата на оваа власт беше тоа да не се повтори и влеговме во сериозна реформа. И на следењето на комуникациите за одземање на таа алатка, која што била играчка во манипулациите и со службите, и со политиката, и секако се влегува во оваа реформа која што ќе значи одземање и на многу други привилегии. Ве загрижуваат ли најавите кои час политички, час партиски произлегуваат дека кога тогаш и ВМРО ќе ги отвори бомбите за СДСМ во овој постбомбашки период? Знаете, што зборува исто така за некакви параформации. Гледајте, ако алудирате на тоа дека тој што незаконски следел комуникации, сигурно и тој ги поседува, како што ги поседуваше и Социјалдемократскиот сојуз пред да ги предаде во специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа да не заборавиме дека тогаш Социјалдемократскиот сојуз и лицата кои што сме функционери од Социјалдемократскиот сојуз тогаш не бевме дел од власт за да злоупотребуваме моќ и државни функции и институции за да се профитира на начин како тоа што се правело, дали материјално или нематеријално. Меѓутоа, јас уште тогаш говорев, повторувам и денеска, дека сериозната истрага за тоа дали постојат одредени центри кои што не се легални, законски и институционални центри за следење на комуникации не се докрај истражени, се уште ми постои тој сомнеж, имајќи во предвид дека постоја сознанија за кабли во таа агенција, за Safe City или за мал милион други можности со кои што располагаат државните институции, но и да не одам далеку, сега во април се навршува 6 години откако во јавното обвинителство за организиран криминал пријавив сериозен тежок криминал кој со афисите, ако се сеќавате. Тој се уште е во некаква истрага, без да резултира со конкретен исход од тоа.
се интересирам до ден денеска за предметот, добивам уверување дека само уште ова да се направи и ќе излеземе. Ја можам да го прифатам така тоа, ама првата паралела ми е, ајде, тоа на Марко Зврлевски му оди на багажа што го имавме во критиките. Меѓутоа, што прави ова јавно обвинителство со чистењето на дворот дека во суството и во обвинителството биле поставувани апарати за следење? Зошто тоа се тактизира и се создава баш буквално една енигматична ситуација? Знаете, господине Чомовски, јас сум секогаш критична околу изјавите кои што треба да најават некаков резултат од некаква истрага и таа најава да ја, мислам, резултатот од истрагата да ја нема. Колку што се сеќавам по однос на таа афера веќе која што провејува за изјавите дека внатрешна централа за комуникација во зградата на јавното обвинителство функционирала незаконски или некој ги злоупотребувал, се излезе и од страна и на јавниот обвинител и од Министерството за внатрешни работи, се отвори истрагата и се уште секако немаме информација за тоа, иако и јавноста, еве и јас, секако и вие, сте заинтересирани да слушнете дали постоеле елементи на злоупотреба на комуникацијата внатрешна, во смисла на интракомуникација во зградата на јавното обвинителство, имајќи во предвид дека постојат такви системи на централи и во рамки на министерства, и во рамки на здравствени институции, и во противпожарни институции. Меѓутоа, клучното прашање е дали таа внатрешна интерна комуникација помеѓу вработените во јавното обвинителство била користена или злоупотребувана за некакви цели. Тоа е секако и работа на јавното обвинителство. Ме утепа моите колеги со моите лапсуси, ама ја не им забележувам. Упорно ми пишуваат не е Рената Фросина. Да, се коригиравме, не е проблем. И се разбира со останен дел. Но, поштовани гледачи, ова е интерен лапсус кој некој не сака да ми го прости, особено моите колеги. Телефоните ви стојат на располагање. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ми кажа дека има пред мене гледачка, па затоа бев малку резервиран, но веројатно сум јас во... Да, вие сте, повелете. Кратко само, Дуле од Битола, Старпа Целом, поздрав до вас, поздрав до господјата. Прашањето кој и како ги контролираат таните служби би било добро конкретно да ни го одговори господјата, што е нели гостинка, ама конкретно, без некое заобиколување. И второто прашање ме интересира дали некогаш во оваа држава некој ќе сноси одговорност за неконтролирано тајно прислушкување на граѓаните и на политичките фактори, бидејќи за такви прислушкувани разговори имавме случаи со големото УВО, кога некој друг беше на власт, нели? Ме интересира, значи, дали некој конечно ќе поднесе некаква одговорност и дали не е малку симптоматично да и самата господја тврди дека и таа има поднесено пријава за некакво злодело извршено кон неј и кон нејзиното семејство, кое 6 години се провлекува низ судовите. Пред малку го спомнавме Зврлевски, јавното обвинителство, кој исто така се води процес и се уште нема никаков исход. И да не набројувам уште колку други пријави се уште немаат никаков исход. Зарем не е малку симптоматично дека во оваа држава ќе треба малку да се прават некои работи по-конкретни, по-брзи, ако нешто не функционира, законодавната власт е во нив, па да сторат нешто повеќе и нешто подобро за таа судска власт која наводно се уште ја контролира минатиот режим, да добие некаков рез или да добие малку по носот, ако не функционира така како што треба, бидејќи ако првите луѓе на власта зборуваат за
нерешени случаеви и за случаеви кои за жал се уште се влечат по канцеларии и по фиоки, што да очекува еден обичен граѓанин кој пример бара некаква правда за нешто сосема друго. Значи првото може би единствено прашање кое би сакал да ми го одговори господјата е кои и како ги контролира тајните служби, дали таа или некој ќе ни каже, за да не шпекулираме кој и како ги контролира тајните служби, и ако има таков одговор, дали некој кој ги контролира, конечно во оваа држава ќе сноси некаква одговорност. Ви благодарам и поздрав. Благодарам многу. Се предполагам дека најголема одговорност е на ветик да не поминеш и да играш и натаму во вакви деликатни служби, ама прашањето на одговорност е многу поважно и покомплексно. Така. Ние го зборувавме, дадовме и одговори на ова прашање кое што го постави почитуваниот гледач, и од одговорите претходно произлегува и овој одговор на ова поставено прашање, кој ги контролира. Излегува дека во минатото ги контролирал некој друг, но не за државни интереси. Сега се обидуваме да ја уредиме законската форма за вистинска контрола, но повторно ќе кажам, таа контрола нема да зависи само од законската рамка и можност, туку и од спремноста и посветеноста на сите оние кои што ја имаат можноста за таква контрола. Во овој случај не само Собранието, не само Советот за граѓански надзор, не само за јавното обвинителство, туку сите останати кои што имаат одреден механизам преку јавноста да влијат на зголемување на јавниот интерес за потребата од законито работење. И секако, она што е најважно, за да може да се обезбеди самата контрола, меѓутоа и да се обезбеди гаранцијата за законитото работење, е ветингот кој што треба да направи просејување на кадарот кој што е склон кон девијантни кривични поведенија, кои што не кореспондираат со улогата и функцијата која што треба да имаат во рамките на таа служба. Слушаме мал милион факти кои што ги изнесува и министерот за внатрешни работи, меѓутоа ги знаеме и ние од стручната јавност, па и граѓаните, дека има тамо многу кадри кои што дошле на сомнителен начин, со сомнително минато, и за жал се уште таму. И затоа реков во оној дел на критериумите за селекција на кадрите кои што би поминале во новата агенција, треба на вистина и ќе ги ставиме тие критериуми кои што сега се на некој начин ставени малку настрана или се обидуваме се обидува некој да ги стави надвор од фокус. Со новите законски решенија за СЕО е предвидено дека бомбите може да уште еден одреден период да бидат јавни, односно достапни до СЕО и дека треба да бидат уништени. Кој ќе гарантира? Како ќе се обезбеди тие да не добијат јавен публицитет на илегален начин? Да станат некое оригано, нане во политичките кујни во некое догледно време. Целата одговорност, господине Чомовски, по однос на незаконски прибавените разговори од следењето на комуникација на граѓаните е обврска на специјалното јавно обвинителство од денот кога се предадени во специјалното јавно обвинителство, и тоа е нивна обврска за секако вид на заштита на тој материјал. Новите законски решенија предвидуваат одредена употреба на тој материјал во смисла на добивање на сознанија како индиции за истражување на одредени кривични дела, но не и како доказен материјал во постапката, освен за тие кои што се влезени во рокот согласно постоечкиот закон, и секако форматот на располагање и управување со тој материјал до времето, додека законски ќе се утврди дека е дозволено, но и секако потоа ќе треба да биде одговорност не само на
новото јавно обвинителство, туку и на целото државно јавно обвинителство, имајќи во предвид дека тој материјал треба на соодветен начин да биде чуван до времето, а потоа и секако уништен, за да не биде лесен плен за некакви противправни действија, што би биле загрозување на нечија приватност. И од историскиот журналистички период не би ги уништил. Би ги чувал со рок на тајност од 30 години или 50 години. Тоа е извор на многу информации, многу драми, кои со тек на време може да бидат прилично бенигни, ама интересни. Така што да не правиме априори, да речем, уништување. Сега, треба се чува, тоа е основната работа, да не се злоупотребуваат. Поштувани гледачи, отворено студио и граѓански форум меѓу вас и Ременски Ташевска. Или Ташевска Ременски. Добро вечер. Добро вечер. Режија. Добро, тоа е прв знак дека е неуспешен. Вториот. Добро вечер. Ова се надпреваруваме и се вежбаме со добро вечер. Има ли уште некој гледач? Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Ве слушам. Да, ве слушам. Ајде, во програма сте. Ало? Да, повелете. Дај може... Ме слушате? Да. Убаво кажа овој, ама тој некна со бесе, мислил со го... Добро, ви благодарам. Режија, исклучете го гледачот. Мислам дека и вакви ситуации ќе не се случуваат. За соговорници кои разби грижа прават на одреден начин со овие телефонски контакти. Следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете, господи. Ја би сакала да поставам две прашања. Повелете. Многу ми е чудно колку после 4-5 месеца од дењето на господинот Груевски во Унгарија, уште МВР не се произнесе како избега од Македонија преку Албанија. Прво прашање. Второ прашање, како уште да постојат дупли снимања, прислушкување на телефони и на сегашни министри и слично, како на Пендаровски, како јавното обвинителство толку време да работи и едното и другото, а да немаат јасна представа што се случуваат и да ги запознаат јавноста што се случува. Зашто се чека по неколку месеци овие прашања да не бидат информирани јавноста, докај е постапката и што е фактички реалноста, што се случило. Добро, благодарам. Имате ли уште некој прашање? Ова прашање не ми заврска со тоа прашање, бидејќи се е информирана господјата. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам многу и вам, љубезни сте. Груевски. И вистина, што се чека да се каже, да ги реформираме разузнавачките и контраразузнавачките служби? Господине Чомовски, јас за ова прашање веќе неколку пати јавно имам зборувано. Навистина, дискутабилно е веќе временскиот период до кога се очекува да се излезе со информацијата за тоа како и да се отстранат сите шпекулации кои што провејуваат во јавноста. Јавното обвинителство, колку што знам и сум информирана, води некаква истрага за тоа кој што направил, не направил, има ли пропусти или нема, но дури почна и вицеви веќе да си прават луѓето со ова прашање и може би некои се надеваат дека на некое мега интервју од Будимпешта и Груевски ќе открие како избегал, што е многу поразително од аспект на тоа
дека институциите треба да имаат одговор на ова прашање. Само е направи скицата, иначе другото е... Секако, меѓутоа, знаете, ова квиз, нека кажат како тестирање некое да прави на институциите и за жал тие институции како да паѓаат на тој тест. И јас го чекам одговорот. Јас поставив неколку јавни прашања преку социјалните мрежи околу врската на државното обезбедување на Груевски, имајќи во предвид дека него државата го обезбедувала. И за сите можни закани и сите можни сомневања што ги имал за неговата безбедност, лична, при движење, при престој во дом, одреден простор, имал начин и имал механизам тоа да го процесуира и да предупреди преку државното обезбедување. Па излегоа различни верзии, дали бил 24 часа обезбедуван или биле тие на повик. Јас нема да навлегувам во полициските процедури за тоа кој каква обврска има по однос на тоа прашање. Очекувам сериозна анализа од јавното обвинителство, за да се отстрани секаква сомнеж и секаква шпекулација за она што веќе циркулира во јавност како некаков сомнеж дека некој му помогнал да избега на Груевски. И секако тука не се за штедење и овие што треба да ги реформираме по однос на ова прашање, имајќи во предвид дека грижата за личностите кои што се под државно обезбедување секако не ги амнестира од делот на сознанијата кои што требале да ги имаат, иако тој, колку што и вие знаете, јавноста знае, многу вешто патриотски ја убедуваше јавноста дека е тука, не бега и дека е спремен да се жртвува и да гние во занданите, нели како што ги именуваше, а само да му ја остава државата. Поштовани гледачи, ако има уште интерес, уште 10 минути може да бидеме на линија, потоа следува прегледот на последните вести за вечерва и за денов. Добро вечер. Добро вечер. Добро, слушам некои телефони, ама не е исклучено и нашиви да бидат. Во секој случај, поштовани гледачи, мој вечерашен и ваш гостин беше пратеникот и висок функционер на СДСМ, Фросина Ташевска-Ременски. Разговаравме за правците на реформирање на тајните служби, особено на ДБК и формирањето на Националната агенција, контурите, така наречениот ветинг, проветрување, просејување на кадрите, кои на еден или друг начин, ако добро разбрав, Ременски ги детектира како клиентелистички во нивната основна преокупација и мотивација. Ако нема гледачи, да и се заблагодарам на Фросина Ташевска-Ременски со краток блиц сублимат. Што треба да се добие од реформирањето и формирањето на новата национална агенција? Благодарам прво за овој интерес за дебата за овие прашања. Секако ние не ги исцрпевме сите прашања. Јас ве повикувам и вас како новинари со искуство, што имаат меморија во оваа проблематика, да ги следите парламентарните дебати околу овие законски решенија. Секако ќе има и јавни расправи и други форми на отварање на законските решенија за можни сугестии, што ќе ни обезбедат донесување на едно квалитетно законско решение во кое што нема да има сомнеш никој, но секако имплементацијата на самото законско решение ќе ја роди дополнително довербата кај граѓаните и ќе го отстрани секој сомнеш за некаков политички реваншизам во самиот процес на трансформација на таа агенција.
Кога зборував за контекстот во кој што се одвива самата реформа, зборував за очекувањата на граѓаните. Сигурно не очекуваат да ја имаат на врат агенцијата кога е неповикана да се занимава со граѓаните. Сигурно нема да очекуваат да бидат незаконски следени, незаконски обработувани и да им биде ускратувано нивно право, како што тоа имало случај до сега. Сигурно очекуваат дека во овој процес на реформа нема да се провлечат структури кои што кумувале на незаконски действија во минатото, фингирале забелешки, давале параполициска логистика на криминални структури, прикривале кривични дела, иницирале конфликти и насилство, правеле лоши проценки за одредени настани во кои што гинеле полицајци, гинеле наши сограѓани. Одговорноста на оваа агенција е многу поголема од она што била до сега. Секако, принципот на неодговорност или она што многумина сака да го кажат дека една власт се менува и многу лесно заборава на тоа што се случувало во минатото, не сме во овој контекст да ни се случи, имајќи во предвид дека многу анализи на познавачи на работа на овие структури можат да препознаат дека ако не била иницијатор самата управа, таа била сегмент во сите случувања кои што биле проблематизирани од аспект на демократски процеси во Македонија, и затоа се надевам дека оваа политичка гарнитура, влегувањето во овој реформски процес ќе го направи во најдобар можен дух, со најдобри можни решенија, а квалитетот на тие решенија и секако квалитетот на работењето ќе зависи и од промената на менталниот склоп на самите лица кои што ќе работат во агенцијата и нивната посветеност на учење, а не на несоодветни примери кои што не се за поздравување и од аспект на работењето законско и од аспект на очекувањата во демократските општества. Да ви кажам право, многу се забавувам со моите колеги кои ме коментираат и имаат предлог. Да ве одјавам како Фросина Десковска. Ви благодарам уште еднаш што ги истрпевте моите лапсуси. Пријатна вечер, следуваат минутите за вестите. За ова недела од мене доста.